сакаше да станам висок чиновник, да работам во кралскиот суд, каде јас зонував за патување по море и се чинеше дека немам доvoljно среќа. Еднаш ме повика кај семејното да ми рече: знам, и сакаш да избегаш од тоа. Тоа е будалесто, мораш да останеш. Ако останеш, видам добар татко, но тешко тебе ако побегнеш. Гласот му затрепери при тоа, тој ти го додаде. Помисли на болната Вечно ме сакаше и ми пожелуваше само добро. Ми беше жал за старата. Да останам дома, да не ми фрла нешто да повлече кон морските брегови. Почнав да сонувам јарки, гранови, галеви и светилки од улите светилки. Како изгледа време, кога беше мајка ми весела и мирна, и дори да стапам било каде на служба. Сепак по неколку дена бил отплодов во некоја далечна земја. Толку попнеам да видам по Африка. Ве молам, придобите го татко ми да ме пушти на море, макар и за кратко. Ако морскиот живот не ми се бендиса, и си се Мајка ми многу ми се налюби. Ти се чудам како можеш и да помислуваш на такво нешто. Или татко ти бараше од тебе за Сигурно, ако сакаш себе си да се упропастиш, има на татко ти да му кажам за ова што пред малку разговаравме. Не сакам подоц знак кога животот на море ќе те доведе до беда и страдање. На мајка што ти одела до гајда. Подоц знак кога ти дозна дека мојата мајка сепак мора стара, често не го разбирам што сака. Во својата трговина не може многу лесно да успее и да биде среќен. Не сме богати, но сепак не сме ни сиромаси. Може да живее заедно со нас, а да не се ограничува од ништо. Но ако тргнеме какви што уште не да живее, не можам да се на море. Далеко од трговината ќе биде сам, ако пазде во него. Ќе нема пријател што ќе го притегне напол. Тогаш ќе се хајнува да својата нешто. Но он ќе биде тук. Не можеш, не изгубиш.
Јас сум црсто. И сутрината изгреа изгод, јас сум а млада воска болест, тој најдеш веднаш се успокои, се уложи и со трпење гледа горе кога через далечен баш тогаш ми пријде другар ми, кој ме прелага да патувам со него. Ме потцупна по рамениците и ми рече: "Па како е бубе? Се обложувам." Мамо, дој! Пат. Знаеш ли пат? Как цел ден не се уклучи? Првите авантури на море. Нашиот брод уште не беше испловил од устието на прекрија облаци и почна силно лулави. Никогаш дотогаш не бе видел. Веднаш ми стана шок и се вртеше во главата. Носет ми се подкоси, малку ми требаше да се слуша. Секогаш кога бродот преминеше на горен брак, ми се чинеше дека водата веќе потварува. Ај да се стрмоглавеше бродот од врвот на некој голем брак, бев уверен дека никогаш повеќе нема да се подигне. Постопати се преку никогаш во текот на целиот мој живот нема да стапнам на брод само ако останам жив. Ако моја погреба повторно на тврста земја. Овие трезви мисли живеејќи во мене се дека безтешни. Но ветрот стигна и мене дое. Малку по малку почна да се морската болест. Но при истекувањето и ветрот сосема престана и се спушташе во душата. Да, Ниту едно облаче Не се бој, не уклучи. осветено со сонце. Пружеше така Признај дека вчера страшно се исплаши кога Ајде, хубаво би било да ми рачаме да ни сварат пунч, да испиеме по чаша вино и да ја заборавиме. Абе, не се ти Погледајте не во случи. колку
заврши работа. Ја пат. Бегство, патување во Бразил. Младите ветрогони и безделници, како што бев во тоа време јас, се тргуваат дружба. Добро, ќе да до крај. Авантури на море. Уште не беше високо. А ти пусти ја на YouTube? Никогаш дотогаш не бев бил на море. Ми се вртеше во главата. Нозете ми се Има га ама на српски.